сакал денеска да ви известам за една работа. И после донесувањето на одлука на Управниот суд на Република Македонија, која што ја прифати мојата тужба и со која де факто се поништи одлуката на ДИК, министерот Ставрески распиша нова аукција на домашниот пазар за хартија од вредност, која треба да се одржи утре. Би сакал да кажам дека и оваа одлука за распишување на аукција на домашниот пазар е донесена без согласност заедно со дополнително заменик министер. Истовремено треба да известам и да ве потсетам дека во онатиот период, почнувајќи од 22.12. која поднесовме тужбата до Управен суд, Министерството на финансии, знаејќи дека одлуката може да биде оспорена, распиша 5, а одржа 4 аукции на домашниот пазар на хартии од вредност. Во овие 4 аукции, да подсетиме, се запиша, односно се заложи државата за 78 милиони евра. Во истиот период доспеваат 32 милиони евра за враќање. Тоа значи дека се направи нов нето долг од 46 милиони евра без согласност на дополнителниот заменик министер. Во целиот период, многу добронамерно, ја известував јавноста и пред се сакав да им укажам на клиентите на домашниот пазар дека треба да бидат внимателни, односно предпазливи при запишувањето на хартиите од вредност. Тоа го правам и денеска, најдобронамерно, барам од нив утре да бидат предпазливи, имајќи во предвид последната одлука на Управниот суд. Сакам цела јавност да знае дека ова самоволие, ова едностранност на заложување на државата мора да престане заради доброто на Република Македонија. На потек е Државната изборна комисија. Благодарам и повеле да се барашеме. Не, немам никаква информација од Државната изборна комисија, дали кога ќе биде на дневен ред, дали ќе одлучуваат по незе, немам никаква информација од нив. А сега во ваква ситуација на наставник на ние се на одлука, која сме или се задолжува? Значи да повторам уште еднаш. Многу е важно да ја на некој начин тргна манипулацијата која што постојано постои во овој период пред се од страна на ВМРО ДПМН. Да дополнително заменик министер, односно јас, барам да не се укине целосно објавувањето на домашните харти од вредност. Во принцип, да, тоа е во закон и така се полни буџетот, односно еден од начините како се покрива дефицитот. Во истовремено, истото тоа, истата процедура е и со обврзниците, односно она што се случува на странскиот пазар. Процедурата е сосема иста, инструментот е ист, само е разлика дали на домашен или странски пазар. Она што ние го бараме во ветото е тоа да аукциите постојат, но тие постојано, исто и како при еврообврзницата, бидат распишувани околу рочноста и каматата и висината заедно во согласност помеѓу министерот и дополнително заменик министер. А дали ги предпоставивте документите што ги баравте во однос на претходните аукции? Ако Во однос на онаа што се откажа? Значи немам добиено околу аукциите скоро ништо, односно се вели и тоа ги чекаме документите веќе месец и половина, дека се вели дека кои се купувачи на пазарот на домашни харти од вредност треба да бидат тајна. И тоа го бараме сите цела документација околу тоа дали е така. Но она што е најважно, ако се сеќавате, министерот на финансии околу едната аукција, кажав, беа распишани 5, една беше повлечена, која што незаконски беше распишана, вината ја префрли на секторот кој што работи со јавен долг, од таму се уште немаме одговор околу тоа. Ги чекаме документите, дека преземеме се што треба по тоа. Имате ли увид зашто се потрошени овие повеќе пари што се обезбедени преку хартиите? Значи, увид добивам само она што де факто може да го добие целата јавност, за жал. Министерот вели дека тој не ги добива тие информации и се вади на тоа дека тоа што не го добива тој, не треба да го добие ни дополнителниот заменик министер. Добивам само она што може да го види јавноста, но не еднаш месечно, туку на крајот на секоја недела. Значи, веб страницата од која што министерството ја појава секој месец околу извештајот за Трезор, го добивам истото јас само еднаш недела. Тоа е се што дава министерот да се види каде одат овие пари. А како пишува во законот може државата да се задолжи до кој лимит над пропишаното во проспектот? Стои дека тоа е неограничено. Тоа е оставено така. Мислам дека е негде 2007 година планетата одлука, не ме држите за збор. Стои дека без независно од тоа која е сумата во проспектот, Министерството за финансии или министерот
по моментот одлучува. Тој може да одлучи да запише и помалку и повеќе без да има никакво ограничување. Што е сосема погрешно во законот, тоа е тоа. А зошто пресако правите надвора, не надвора? Најпрво заради тоа што времето е убаво, второ заради тоа што како што знаат оние што биле кај мене, процедурата да стигнете до мојот кабинет е огромна, околу безбедноста, еден лифт и слично, и секогаш кога е добро времето ќе го правиме надвор. Ајде да бидам колегијален со сите мои други колеги дополнителни заменици министри кои што се избркани надвор да ги држат своите пресеи.